Косовари масовно сечат и крадат дрво од македонските шуми. Последниот случај е во Кумановско-Липковскиот крај, каде се уапсени неколку косовски државјани со дрво во вредност од 5000 евра. Она кое што таму беше детектирано беше зафатена една поголема организирана група која што изминативе неколку дена или изминативе период вршела нелегална сеча и ги препродавала истите дрва на црно во околината. Тројца косовски државјани беа затекнати на лице место и истите беа веднаш уапсени, изведени пред јавен обвинител и судија пред истражна постапка. За истите се преземаа сите мерки. Од Национални шуми на Македонија велат дека ова не е прв пат, но и дека во кражбата се инволвирани и поединци од нашите шумочуварски служби. Во однос на инволвираноста на нашите вработени, да, јас тоа јавно го напоменав дека исто како и во минатото, и овде нема да отстапам од она кое што јас лично сум го ветил, а тоа е дека секој оној кој што ќе биде утврдено дека бил вклучен во некакви криминални дејанија, без разлика дали тоа е наш вработен, против него ќе бидат преземени соодветни постапки. Ова ги засили контролите во пограничните региони, но и во останатите делови од државата, како во Плачковичкиот, Беровско-Малешевскиот и Осоговскиот регион. Се почести се контролите во однос на оваа проблематика и се она кое што го има на терен го детектираме и се преземаат сите соодветни мерки. Има некои локации, еве на пример, ја спомнавте Плачковица, од делот на страната на Радовиш, таму се уште имаме едни добро организирани групи кои што се уште работат за волја на вистината. Тоа го знам и од реакциите на граѓаните и секако од она кое што го кажуваат нашите, меѓутоа и за таму треба малку добра организација за да тие групи се застанат комплетно, затоа што за жал уништија огромен дел од таа природа која што има дури и покрај самиот пат на очиглед на сите граѓани. Летово полицијата и обвинителството спроведоа масовна акција и разбија високо структурирана мрежа на дрвокраци од 30 луѓе, од кои повеќето се уште се во притвор, а останатите под посебни мерки на надзор. Епилогот од нивното делување се јадници кубни метри нелегално исечени дрва и милионски суми штета.